Борче Треновски, универзитетски професор, економски факултет. Добре дојдовте во студио 10. Добре најдовме. Дефиниравме неколку теми, професоре, за кои што треба да поразговараме, што значи ова 18.000 минимална плата, додека политичарите ловат поени, односно сето тоа и една убава работа можеби ќе се обидат да ја сведат на гол популизам, сепак за граѓаните кога ќе кажете 18.000 плата, минимална, тоа веќе некако звучи малку попристојно, но се отварали сега еден нов момент, домино ефект, бидејќи ова најава за покачување, гледаме дека и во собрание на минималната плата, ги разбуди другите страсти, сега сите бараат поголема плата, што и во ред нели да се бара поголема плата. Што значи ова за стандардот на граѓаните? Имаме зголемени цени, имаме инфлација, претпоставувам ги видовте информациите вчера, имаме зголемени цени на основни прехранбени производи, имаме зголемени цени на струја. Што може ова да значи? Видите, ова е посебно интересно од економски аспект ситуација. Значи, убаво реков, имаме повеќе една перфектна бура, јас би ја нарекол економска. Имаме здравствена криза, имаме енергетска криза, имаме зголемување на инфлација, имаме намалување на јавните приходи во буџетот, од друга страна имаме зголемување на потребите за мерки и поддршка на граѓаните, тие се две спротивни активности кои се јавуваат. Во нашата земја дополнително имаме некои политички дискусии, препукување така натаму што дополнително компликуваат ситуацијата и во целата оваа работа ние треба да носиме некои политики кои ќе бидат објективни. Мора да кажеме дека треба очекував дека после зголемување на минималната плата ќе спласне малку притисокот и дискусијата која е поврзана со истото со целта може објективно да се анализира, пошто целта на професорите, на аналитичарите е објективно да го обсервираме ова, како да кажеме, да излеземе од ситуацијата, да ги анализираме трендовите и да го видиме и средниот и долгиот рок на ваквите мерки кои сега се носат. Пред да почнам да дискутирам, сакам да кажам дека стандардот на граѓаните сериозно беше нарушен. Доколку ги погледнете посебно личнијата, јас би ја нарекол личната инфлација, тоа е инфлацијата на посебните социјално ранливи групи, оние со најниски пензионерите и другите социјално ранливи категории, на граѓаните ќе видите дека таа е дури повисока од објавената стапка на инфлација. Пошто нивната потрошувачка кошница е на конкретно во храна, транспорт, лекарства и така натаму. Значи одржување на домаќинството. Тука стапките се прилично зголеми и стандардот неминовно не можеме да кажеме дека не е погоден на овие граѓани. Меѓутоа, од друга страна, доаѓаме до она што ви го спомнавте, минималната плата во контекст на стандардот, колку е можно и колку е одржливо. И тука исто би сакал да отворам неколку прашања. Прво, во контекст на минималната плата, имаме дали е, како треба да се зголеми, значи се согласуваме дека таа е ниска, колку треба да се зголеми едното прашање. Второто прашање е како да се направи тоа. Некој ме прашате, јас би одел и до 500 евра, Вучич вели до 500 евра. Така, значи, но прашањето е, дали е ова одржливо? Дали е потребно? Тука кои би биле ефекти? Сакавме да дојдеме. Значи, пред да го спомнам ова, сакам да кажам дека и во моето семејство. Јас имам мои родители кои се на минимална пензија, имам мои браќа кои се на минимална плата и така натаму. Сакам да кажем, разберам целосната поистоветуваност, ранливоста, дискусијата која се отвори околу минималната плата. Меѓутоа мораме во еден момент ние да дојдеме до таа одржливост. Прво да дојдеме до ефектите кои ќе предизвика таа плата. Се сеќавате зона сега притисокот за скалество, незадоволството. Ова беше предупредувано со месеци уназад. Вратете ги дискусиите кои сме ги имале економски, притисокот на останатите плати, тука секогаш бил проблемот. Значи во мало отворена економија, тезата се отвори пред неколку години, дека ние ќе го зголемиме насиот раст само со растот на платите, тоа не е во целост во насока на економската логика, пред се за мала и отворена земја како нашата. Дали е одржливо? Ние мораме да разбереме и да објасниме на граѓаните дека за да дадеме на една популација, на едни граѓани, ние мораме да земеме од други. Тоа е едната работа и економската логика сама по себе, економскиот систем ќе се обиде да ги урамнотежи овие проблематики, како да кажем, да направи сопствена противтежа, она што се случува сега. Че ние можеме да зголеми на 20.000 деца. Меѓутоа видете ги реакциите. Кои ќе бидат ефектите? Видете го, притисокот за скалество зголемување, дискусија е колку ќе се зголеми мотивацијата, ќе дискутираме за неформалната економија, ќе дискутираме за среднорочните буџетски ефекти, ќе дискутираме за малите произведувачи кои работат во флизерници и така натаму, кој ќе биде ефектот за нив, тука не можеме да кажеме дека ќе нема. Можеме да зборуваме за регионалните ефекти на минималната плата, затоа што во североисточен, Кумановскиот регион стигнува од преработувачката индустрија до 90% оваа минимална плата. Ние викаме лидери во Европа и така натаму, значи можеме да дискутираме за сите овие термини. Сега сакам да дојдам до оној другиот дел, конкретното зголемување од 18.000 денари кои сега се случи. Има една формула која кажува колку треба да биде таа минимална плата.
до Добро. некаде беше следена. Нашата пресметка е некаде дека блиску до 17.000 денари беше некој рамнотежно ниво во кој би можело да се оди согласно формулата. Што ќе го издржи буџетот. Што ќе може Така? да го издржи буџетот и што Добро. ќе има некоја логика во однос на стапката на сиромаштија. Какво пореметување би направило еве во 18? Тоа сакаме да го кажеме. Значи имаме две опции. Едното е приватниот сектор, другото е јавниот сектор. Во однос на приватниот сектор, мојата дилема и не е така голема. Зборуваме за 16 милиони, јас некаде пресметав околу 20 милиони дека ќе биде товарот на буџетот, односно од еден џеп ги зема државата, ги уплаќа во фондовите. Не знам дали да им објасниме на граѓаните, значи со плаќањето на придонесите, ние ги нарекуваме субвенции, се полнат фондовите на државата, значи ги зема од едно место, ги става во фондовите и ако видите со овие субвенции, претходните години фондовите ги зголемиле своите приходи. Значи тие застануваат и тука немаме проблем. Добро. Имаме проблем во однос на економската логика која налага вака. Ви имате работници и му викате ќе зголеми на 18.000 денари. Тој фирмата има 10 вработени. И викаме ќе ја зголемат тие продуктивноста, претпоставуваме. Ајде да видиме дали ќе ја зголемат. И си вика сега ние имаме 10 вработени бизнисменот. Јас со 9 ако можам да остварам истиот производ, мене едниот може нема да ми треба. Ама дали може да го оствари ова? Тоа е едната работа. Втората работа, веќе имаме притисок во определени сектори кај што немаме работници. Чи платата во дел од секторите, еве да го земам само сметководствениот сектор. Имаме пријатели со кои разговарам на дневна основа. Веќе над 35, 30, 40 и повеќе илјади денари не може да најдат почетник да работи во определени сектори. Видете ги другите за неечиските и така натаму, значи самото прераспределување и затоа реков како во кои сектори, во определени сектори е проблематиката со оваа минимална плата. Мишко во оваа. Сакав друго да кажам, најголемата според мене предизвик е јавниот сектор. Мишко, јавниот сектор е отвори Пандорината кутија. Јас тоа одамна го кажувам, иако приватниот сектор беше фокусот. Ние зборуваме за 130.000 отприлика горе-долу административци. Дајте да видиме 18.000 денари. Да отвориме повеќе дилеми околу овој дел на минималната плата. Само да се зголеми по 50 евра. Од колку што се зголеми отприлика, еве, ќе одиме хипотетички, тоа се некаде 80 на 78 до 80 милиони евра, не скале 100 согласно колективните договори. Само едноставно зголемување на таа плата. Да ја покачиме во целиот јавен сектор. Доколку одиме со она по колективните договори, мојата пресметка е дека биде 3 пати до 4 пати повеќе. Че може да се доближи не толку меѓутоа да ги стигне капиталните инвестиции. Што значи 80 милиони евра? Тоа значи еве да појаснам на граѓаните, тоа значи да вработиме уште 21, 22 илјади административци на минимална плата. Толку да им плаќаме годишна плата. Значи зборуваме за оптеретување енормно на буџетот. И сега пак потсетувам. Ако ги земеме тие 80 милиони од една страна, треба да исчезнат од друга. Значи треба да исчезнат од автопат, треба да исчезнат од социјални услуги, некаде треба да се земат, да се намалат. Не викам дека не се потребни, не викам дека не треба да се зголемат, меѓутоа скалестото зголемување само по себе во јавниот сектор зборува. Тоа е многу специфично. Треба да оди етапно, треба да оди по определени сектори, образование и така натаму. И втора работа, продуктивноста во јавниот сектор се уште не е поврзана со она што ќе се добие како плата. Седете се. Ако му дадете вие поголема плата на административите, тоа не значи дека тој ќе испорача веднаш и подобра услуга. Еве земете го образованието за пример. На наставникот, денешните дискусии за штрајкови. Ние викаме ќе му зголемиме платата на наставниците. Ќе ја зголемиме, меѓутоа платата е едно од 23 фактори кои влијаат на неговата продуктивност и ефикасност. Значи тоа може да го одржи. Тоа ти остава алиби тогаш на властите, на оние на кои одговараат тие просветни работници, ако сака зголемена плата, видите, факт дека и вие како универзитетски професори, наставници и професори дека имате генерално ниски плати, дека тоа треба да се зголеми и овој потек нормално ќе предизвика таква лавина од реакција ова што вие го говорите. Меѓутоа, да, се согласувам, можеби продуктивноста веројатно како може да оди, ако оди платата вака продуктивноста. Видите, уста, сега само ова да го кажам, Мишко, ако ги видите во најголем дел од секторите, градежништво, земјоделие, е како уста на змија. Значи продуктивноста оди надолу, минималната плата нагоре. А зашто оди продуктивноста надолу? Последните 5-6 години, 2013, 2016, тие 3-4 години имаме некој стагнирање, позитивен зголем. Која е логиката за продуктивноста не разбирам? Ако мене ми покачите плата, тогаш јас би требало што повеќе. Еве за јавниот сектор, Мишко, еве образованието го отворивме. Ние имаме наставници, имаме воспитачки, ние сме во јавниот сектор и така натаму. Што треба да направиме за да имаме поголема ефикасност во образованието? Платата е едно, таа е за да ги задоволи сопствените потреби на вработениот, нивовиот стандард да го покачи и за стандардот немаме дилема дека ќе го подобри. Меѓутоа, тука се обуките. Тука се нагледните средства. Тука се, значи има многу повеќе за вие. Вие ако му зголемите единствено само плата, тоа не значи дека наставникот веднаш ќе стане најпродуктивен. Затоа ги има определени мерки кои дополнително се преземаат. Еве цело време зборуваме, Мишко, ние сме во образование, јас сум во образование. Нашата плата од буџет е малку поголема од наставниците во средно, иако имаме 20 години до едукација во високото образование. Сакам да кажам дека сум свесен за стандардот, не свесен. Меѓутоа,
истражување и развој. Нека дозволи државата оние кои ќе се залагаат повеќе, кои ќе сакаат дополнително да надградат образовната академската активност да добијат повеќе. Дај да ги видиме наставниците во основно и средно. Многу интересна констатација ја добив од мојот, морам да кажем, од мојот татко од 76-та година навака. Платата во средното образование, еве за основното не знам, била близу до просечната плата. Колку што се движила во економијата последните 50 години. Че зборувам дека се движела многу. Оно што можеме да го направиме, не дека не треба да се зголеми. Тоа треба да оди етапно, треба да оди обмислено и треба да има еден ефект, јас би го нарекол на стимулација. Дозволете, определени секции исчезнаа, определени активности кои ги имавме ги снема. Оној наставник што ќе сака дополнително да се вложи, кој ќе оствари резултати на надпревари, кој ќе оствари, дозволете му да има и значајно поголема плата од неговиот колега. Значи, тие се некои принципи кои исто може да влијаат покрај платата. Платата во овој случај е да се подобри стандардот на овие граѓани во услови кога цените растат. И тука сме на чисто, ова не сакам да го. И како владата ќе излезе сега од овој лавиринт скалесто зголемување, опозицијата сака да критикува, меѓутоа не може да искритикува, бидејќи сега видите реално тие ако излезете политички ќе ви кажат видите во ваше време минимална плата беше 9.000. Так. Сега е 18.000. И тоа вака изгледа убаво звучи. Така е. И сега нашиот буџет е 4 милиарди, отприлика околу 16 милиони евра годишно, така. мислам. Така беше за минималната плата Во приватниот сектор. Во приватниот сектор. Вие споменавте по 3.000 да ставиме, тоа се некаде денари, тоа се некаде 70-80 Па, за милиони 80 евра. и приватниот се 100 милиони евра. 100 милиони евра. Нашиот буџет може да го издржи тоа или уште да бидам побрутален професор одим или кон нова еврообразница, ново задолжување? Па видите, прво она што го спомнавте за позицијата, гледате дека имаме определено надавање. Јас бев во вашата телевизија пред да завршат парламентарните избори. Бевме со лидерот на опозицијата и лидерот на позицијата. И беше господин Заев и Мицкоски, бев во вашата телевизија. Беа истите дискусии во контекст на обезбедувањето на дополнителни средства и задолжувањето, меѓутоа пред се во однос на зголемување на платата. Едниот лидер ветуваше една плата, другиот друго. Значи почна надавањето. Затоа цело време викаме очекувањата на граѓаните и вистината мора да се каже. Кризата се разбира, имаше определено ветување. Мишко, се видите, околните земји го направија тоа. Се намалија јавните приходи, дојде здравствената криза, дојде енергетската криза. Вредно беше да каже, извинете, почитувани граѓани, можеме толку да зголемиме, другото ќе мора да го одложиме. Меѓутоа видите сега, позицијата сакаше да влезе, зборуваме за овие 18.000 денари, го вети тоа, мораше да се исполни од една страна, иако е свесна дека еве скалестото зголемува, затоа се терави сега. Фискалното одржливиот простор за скалесто зголемува понатаму веќе е ограничен, да бидеме реални. Опозицијата го намириса тоа и оди со контра, ние ќе зголемиме уште повеќе, треба да го покачи и ова, свесни дека економската одржливост, фискалната одржливост е не на стаклени нозе, еве да кажеме, меѓутоа е на прилично ранливи нозе. И сега во таа страна, тоа е веќе политичкиот диалог и очекувањата. Мора на граѓаните да им се пренесе точно за тоа што видите каква хајка стана сега. Сега бараат субвенции и земјоделците, бараат сите вработени во сите сектори, а приходите во буџетот не се на тоа ниво. Одиме кон јавниот долг. Значи имаме две опции во таа страна, Мишко. Или да ги зголемиме домашните приходи, тоа се даноци на определена група на граѓани, на определени компании, значи да видиме какви сектори тука мора да има консензус. И затоа тоа решение требаше и во пакет со зголемувањето. Кај ќе ги зголемиме тие пари, можеме да разговараме на таа основа или да се задолжиме, односно идните генерации се задолжиме во здравство. Значи не верувам дека ќе излезе некој сега да ви каже дека ќе ги зголемам даноците. Нема шанс. Така, еве гледате, нема ни еден шанс, амандман во собрание, Мишко, ни еден амандман за зголемување на јавните приходи. Еве дури ни апанажата не се замрзна, што е банално, еве не се согласувам со идејата во контекст на неа, меѓутоа не се даде сигнал дека некој размислува да видите, вика како ќе заштедиме? Неформалната економија, корупцијата, тоа се слуша веќе 10 на 15 години. И тоа е долгорочен феномен кој не обезбедува приходи. Што е во однос на задолжувањето? Најави вчера министерот за финансии имаше дебата, интервју, кажа дека задолжувањето е околу 600 милиони евра. Она што е друго, од тие 600 350 милиони ќе бидат на домашниот пазар, што особено отвара друга тема. Ако се задолжите на домашниот пазар, вие го истиснувате средствата за домашните компании кои треба да се опоравуваат во период кој доаѓа. Благанички записи. Така е, структурни обвртници ќе издаваат повеќе, че вие ги земате парите, банките вложуваат најчесто, сега ќе вложуваат и граѓаните, и ги зема државата со цел да ги инвестира. Знаете дека државата со определени, како да кажам, неефикасност инвестира, приватниот сектор ќе биде ограничен, може да пораснат каматните стапки. Тоа е едната причина за каматните стапки, другата е најавата на глобалните централни банки дека ќе ги покачат каматните стапки. Значи ние ќе дојдеме во една ситуација и тоа е веќе причина, финансирање на јавниот долг. Колку ќе рани нашата економија, од кај ќе обезбедат компаниите средства да инвестираат и државата. Еве пак надоврзувам, приказната не можам да застанам пошто имаме толку многу истражувања спроведени за Македонија во област и академски. Еве покажавме со последното истражување дека истиот аутпут на јавни добри услуги Македонија можела да го обезбеди со 30% помалку инпут, помалку трошење јавни.
не оди се подобри околните земји, тие се 27-30%, што покажува дека 1/3 од она што сме го направиле сме можеле со помалку расходи да го направиме. Значи нашата можност за ефикасноста на јавниот сектор треба да се зголемува драстично. И за тоа треба државата да е внимателна кога решава во нови проекти да вложува огромни средства. Зборувам и политики и така натаму. Па веројатно прават анализи, професоре. Се надеваме дека прават. Нашата цел, зборувам на академската заедница, аналитичката, е да правиме анализа на овие критички, да ги обсервираме политиките, Мишко. Затоа сме денеска да продискутираме од повеќе аспекти кој ќе биде ефектот, дали ќе има на средина долг рок, пошто на крај цехот мора некој да го плати. Ја знаете вика кога е бесплатно нешто, кога е бесплатно? Во случај кога ќе ви каже некој дека е бесплатно пред себе државата, тоа е менаџерска како да кажем поговорка за јавните финансии. Вика, ако е бесплатно, тогаш значи вика или сте го платиле веќе унапред, трошокот имплицитно, или вие сте продуктот, оној што треба да го направи тоа да го носи. Значи во економијата нема бесплатно. Нема бесплатно, ручекот на крајот некој мора да го прати, го плаќаме генерално на ние граѓаните. Споменавме јавен долг, ќе ве вратам пак на стандардот на граѓаните, но кога ги споменавме јавниот долг кој што веќе оди можеби загрижувачки, односно треба да даде некаков аларм. И ако кога прашав сега како ќе оди задолжувањето, од каде ќе најдеме пари, нешто велиме домашни обврзници, благајнички записи, прашав и дали одиме кон нова еврообврзница. Така, Затоа што само 200 милиони евра ние веќе имаме потрошено за струја. Толку ќе биде еврообврзницата. Од 600 милиони се планира 350 милиони да биде на домашен пазар, остатокот од 250 треба да биде во еврообврзница. Тоа е оваа година. Најавено е дека ќе биде на тој начин евроврзницата и дека за дефицит од финансирање ќе одат 550 милиони, а 50 милиони ќе останат за депозити во Народната банка. Значи ние дефинитивно ќе одиме. Меѓутоа пак зборуваме, вишко, веќе го надминавме 62%. Сите анализи кои ги правевме академски покажуваат дека над 55% долг на нашата економија има долгорочни последици. И сега кога вика дали се одржливи финансиите? Одржливи финансии не значи банкротирање. Одржливи финансии значи дека вие ќе водите политика фискална без да имате потреба да сечете драстично, да намалувате јавни добри услуги. Значи да бидете присилени да го правите тоа. Тогаш веќе влегувате во некоја зона кога вие не сте на одржлива патека. И затоа викаме јавниот долг. Ние треба да работиме и на страната на приходите и на страната на расходите, мора да го зауздаме. Она што го зборам, затоа што негативните ефекти се драстично поголеми. Знаете, своевремено кога правевме вакви анализи за раст на јавниот долг, кога владееше Груевски, нели тогаш исто така се дуплираше, така беше. Се дуплираше јавниот долг и ние говоревме дали одиме кон банкрот, дали се движиме кон грчка сценарио, бидејќи Грција беше тогаш актуелна. Далеку сме. Далеку сме. Но бидејќи тогаш тезите беа, па видете, и со 16% јавен долг, на пример, не знам дали Аргентина или Русија банкротираа. Видите, земјите во развој, многу интересно, има анализа на сите кризи од 1800 година до денес. Земјите, како нашата во развој, се особено ранливи и нивото е нестабилно на банкрот. Се случувало и на многу пониско ниво, да се случи она кога го зборуваме често, ние сме солвентни, не сме ликвидни. Некогаш треба да видиме дали сме солвентни и кои ќе бидат последиците на долг рок. Пошто сега се задолжуваме, еве јас ќе ви кажам неколку параметри да им биде појасно на граѓаните. Јавниот долг моментално е дупло од јавните приходи, значи јавниот долг како земе државата е двојно поголем од вкупните јавни приходи што ги обезбедува државата на годишно ниво. Што значи државата треба 2 години да работи, ништо да не даде на граѓаните, само да го отплати јавниот долг. Тоа значи, да преведам јас сега по-народски, вие имате кредит во банка, должите кон банка и вие треба ништо да не купувате, да јадете 2 години за да си го платите. Ништо да. Така, за да си го платите јавниот долг. Прилика се обидувам да го поедноставам. Така, во право си сега и тоа дополнително расте. Ако ги земете на пример, како да ги кажам, од вкупните јавни приходи годишното сервисирање на долгот, средствата се околу 1/3 од тие јавни приходи. Значи се сервисирате нешто што веќе сте го земале. И затоа го кажеме на граѓаните, тоа кога го земеме во средства, кога го претвориме во средства, тоа се огромни. Значи тоа е од некаде земе, од некоја јавна услуга, некое добро, некој автопат, некоја градинка нема да се изгради за се на отплати тоа. Ние мора да го, затоа викам цело време да го размислуваме дека економијата има механизам плюс и минус. Добро. Ние го гледаме само плюсот сега. Што ќе добиеме? А од каде, ова само да го дополнам, од каде? Вие спомнавте од каде средства. Ние мора да го отвориме дискусијата и од каде средства. Тоа мора да оди рака под рака со зголемување на плати, пензии и субвенции. Даночните, ние мораме да дискутираме, веќе спомнам неколку мерки интересни во земјите и во регионот.
Имаме определени даноците на имотна богатство останаа непроменети. Имаме даноци на миленици кои се исто означени во развојните земји. Имаме од друга страна ефикасност, имаме најмал број на по глава на жител инспектори за големи даночни обврзници. Управата за јавни приходи дополнително треба да добие силна поддршка. Мора да добие кадри, немаме даночни инспектори. Државниот завод за ревизија се зајакна, треба дополнително. Гледате прв пат излезе со извештај за јавниот долг, Државниот завод за ревизија. Значи тој дополнително во земјите вика вака, на еден денар вложен во Државниот завод за ревизија се враќа 10 пати како јавни средства. Тоа мора да го направиме. Една интересна мерка сега ја видов од пред некој ден околните земји еве Бугарија некоја ургентна мерка во постковид период. Данок воведува на жиро сметките на компаниите. Ако компанијата не ги инвестира парите или не си ги плаќа врските и стојат на сметка да плати определен износ. Пазете да не ви цитираат после пак не, погрешно. Знаете дека еднаш така со една ковид данок. Да, со ковид данок имавме кажуваме хипотетички, во право бевте, имавме една добра мерка, тогаш беше економски совет. Иако се отвори тогаш дебата, дали како бидејќи во 2001 година ние имавме воен данок, мислам дека беше некои 4, ако не се лажам, така, ама грешам, и сега нели кога дојде ковидот не знаевме што, како знаевме дека ќе нема пари, дека ќе биде криза, бидејќи треба сега да се затвори и се размислуваше за ковид данок, затоа сега ви реков внимателно бидејќи тогаш го предложија бизнисите. Може да цитираат професор. Тогаш го предложија бизнисите, Мишко, беше на економскиот совет, рекоа помогнете ни сега макар и да ни воведете давачки во иднина. Тоа беше онаа дискусијата. Ви даваме сега, ви помагаме, меѓутоа имајте предвид дека тоа некогаш мора да се врати. Дали државата го враќа ударот сега на компаниите? Зашто ве прашувам? Сега да враќам пак, ова се е поврзано на крајот од денот со нашиот животен стандард, животниот стандард на маржите сега да не е оној делот. На маржите одиме, да, инфлацијата е за јануари 6,7%, видов во Народна банка има вчера, а вие мислам дека имате податок колку е на потрошувачката, односно на така. Тебе на храната е некаде над 9,2% за основните производи прехранбени. И сега имате, наместо замрзнати цени на дел од основните прехранбени производи, од 1 март има ограничување на увозни маржи за производи на големо и мало, најави министерот Крешник Бектеши. Што значи ова сега? Владата сега окей, до овде ние можеме, дали сега товарот паѓа на компаниите? Откажете се вие сега од профитот. Откажете се вие, така, значи не, во суштина видите замрзнувањето на цените е најригорозната мерка. Она што го направија. Дали беше навремено веќе друга дискусија, меѓутоа се направи. Се замрзнаа цените од 1 декември, како што мислам. Како што раси, ние видовме дека генерално одработи мерката својата како да кажем позиција. Ова е тип на ослободување. Значи не е префрлање, ова е тип на олабавување на притисокот врз компании. Зошто? Државата се ослободува. Кога имате ограничување на цените, вие му викате без разлика колка е вашата набавна цена, без разлика на вашите трошоци, вие не смеете да дојдете на таа цена. Кога одите на маржата, вие му дозволувате, тогаш го делите товарот меѓу потрошувачот и компанијата. Не го делите и велите на компанијата намали го профитот. Да мали го профит, меѓутоа пак има профит. Затоа зборувам, да. Нашата дискусијата беше тогаш и не поразително е, меѓутоа тоа е вистината. Како ќе го мониторирате тоа? Добавувачот може да му испорача фактура, сега да не кажам, меѓутоа барам во домашниот промет, на оној што работи 30 години со него, фактура која има повисоки трошоци отколку реалните. Може да. Кој ќе го контролира? Мишко, затоа спомнав, управата за јавни приходи мора да има силен капацитет. Тоа треба се оди на терен, да се контролира, да се наметне. Не тврдам дека компаниите ќе го прават тоа, ама контролниот механизам мора да е многу силен. Друга работа, мојата идеја е, сепак, иако ќе се оди кон маржите, ќе видиме дали ќе има зголемување на цените, нека следат потрошувачите, да видиме точно, јас очекувам некое олабавување ова да биде, меѓутоа мора да има и некое повторно ограничување, да им се даде некое флуктуирачко движење. За определени цени пак да се стави некој плафон имплицитен, флексибилен. Затоа што не знам како ќе се одвива ова, затоа што до средината некаде на оваа година е најавено дека цените може да имаат некое покачување, после средината се очекува олабавување, така да според мене мерката е некое поделување на товарот, се разбира од реколте со профитната маржа, меѓутоа олабавување во однос на претходната ситуација. Ова го бара компаниите веќе подолг период. Добро. Ќе се спречат со големи ценовни шокови со оваква одлука? Ќе се ограничат. Големи ценовни шокови ќе се спречат, меѓутоа дали дека би имало определен раст на определени цени, тоа би требало да го очекуваат граѓаните. Мислите дека ова е прифатливо за компаниите, видите тие го барат? Мислите дека е прифатливо? Да, тоа е дефинитивно многу поприфатливо од ограничување на цени. Добро, замрзнати цени е многу поприфатливо. Ние сме видите, ако сакаме ние да видиме како граѓани брутални, јас можам да ви кажам дека можеби и тајно и суптилно државата и дозволи на компаниите да ги качат цените па да после да ги замрзнат. Се разбира. Сега вие ја замрзнувате цената на 100 денари зетни, што не ја замрзневте кога беше 70 денари. Тоа рекоме, дали навремено беше друго прашање. Еве сега гледате на горивата.
Го гледа фона Србија го направи, ги замрзна горивата и се воведе дискусија. Јас имав 10 повици од медиуми само за тоа дали треба да се замрзне. Таа го замрзна, Треба? таму е 93 денари некаде. Споредено со Добро, нашите. ние Го претвори имаме, денар наши динар. велат најевтини нафтени деривати. Мораме да го кажеме, тоа е вистината. Значи се уште имаме прилично пониски и најниски цени. Вишко, споредете ги цените со околните земји, ние се уште имаме најниски цени во контекстно. Затоа е државата се разбира, треба да води сметка и за компаниите, меѓутоа и за стандардот на граѓаните. Затоа реков, ова е делење. Затоа што од нив наплаќаат даноци и од компаниите и од граѓаните, меѓутоа и компаниите мора во овој период да се соземат. Професоре, треба да не плаши инфлацијата? Инфлацијата според мене средината на оваа година сите проекции така покажуваат, до крајот на годината би требало да се стабилизира. Просечната годишна инфлација требала според мене до 4 минути, јас очекувам околу 3,2-3,5% некаде да завршиме со годишна инфлација. Не е страшно нивото на инфлација. Народна банка го следи, јас сум дел и од тимот на Народна банка во Советот, тамо често дискутираме на оваа тема, се следи на дневно ниво, на неделно ниво има состаноци, се следат светските цени, се следат берзите, се следи домашната ситуација, менаџирање со криза, така да секој сигнал ако има дополнителен трошок врз граѓаните или определен, како да кажеме, ризик би се анулирал. Да не го мешаме, она пак спомнав, граѓаните се плашат од оној другиот дел, курсот и така натаму, тоа е исклучително стабилен. Се уште има нето откуп на девизи силен, значи девизните резерви растат, не се намалуваат. Тоа е понуда и побарувач. Кога ви растат девизните резерви, вие ве притиска да апрецирате, да го зајакнете денарот, не ве да го намалите. Значи ние немаме сега притисок дека сме во некоја ситуација да сме под притисок да го олабавуваме или да го менуваме. Сакам да кажам, во оваа ситуација нема потреба. Меѓутоа се следи на дневна основа и за тоа треба да се менаџираат очекувањата на граѓаните. Ова ме потсеќа на првиот час со Јане Милјовски, покојниот професор. Генерално Понуда побарувачка, така беше првиот час на факултет. Вишко, Основи генерално на економија. ме потсети сега и мене на првиот час од основи на економија, она со цените и платите, ако се сеќавате, спиралата. Спиралата. Кога викаме, ако видите ова, сега ние го живееме овој момент. Цените се покачија, има притисок за зголемување на платите во сите сектори. Значи ова е баш на школскиот пример. Меѓутоа на крај вика секогаш ќе губат борбата платите. Никогаш не може платите да порастат повеќе од Тоа сакав да прашам. Може ли како одат цените, може ли имаме ли ние сила да со платите да ги стигнеме цените, да трчкаме по Тоа цените? многу тешко. Значи ние треба да го анулираме. Мојата основна сега политичарите не може да го кажат на овој начин. Треба да разделиме што е економска политика, што е социјална политика. Значи кога кажуваме што е минималната плата, што се субвенциите на земјоделците, што се давачките, ние мора да кажеме дали е социјална или економска. Она што се случи со струјата, со БЕК, гледајте. Сега, едно е социјална мерка да им помогнете на оние кои се ранливи. Друго е да спасувате, да го претварате во економска политика спасувањето на определена категорија граѓаните, да кажувате дека е економска политика. Значи треба јасно да речеме што е социјала, што е економска мерка. Затоа што притисокот на социјалните мерки, социјалните давачки во буџетот е веќе многу голем. И си го стеснуваме просторот за останати. Добро. Обично ние говориме и за политички диалог колку е заслужен за сето ова. И затоа некако ми се надоврза на целата оваа приказна политичкиот диалог што се случува и тоа на давање. Вие говоревте тогаш и со Заев и со Мицкоски, кој повеќе ќе даде и прашањето е како и од каде и знаете, веројатно тие прават математики како и од каде. Имаме ковид криза, имаме енергетска криза. Имаме инфлација во јануари 6,7% и ако сите смируваат, не се плашете дека очекувано е, вие велите на храната е 9% во јануари, така? Така. Во Транспортот јануари, е уште повеќе. Транспортот е уште повеќе. 200 милиони евра, ако не се лажам, може и повеќе веќе отидоа за увоз на електрична енергија. Дефинитивно. Ние имаме 4 милиарди буџет, имаме зацртано, чинам дека Лукарецка кога беше во ова студио каже дека имаат зацртано голема проекција за собирање на приходи. Каде ќе соберат пари? Видите, сега има и еден феномен, мора да го кажеме, со растот на цените растат и приходите, со инфлацијата. Добро, ама сега видите, може ли јас да бидам не вулгарен, но некоја проста математика. Сега се отвара тема, ај скалестото од изголемување. Синдикатите најавуваат, особено просветните работници, штрајк ако не им се покачи платата, а по минималната плата. Се оди чекор понатаму, професоре, за зголемување на пензии. Никој нема ништо против, бидејќи јас мислам дека во Македонија сите живеат од пензиите. Најголем дел од луѓето живеат од пензиите на родителите. Но можеме ли да издржиме и таков товар за зголемување на пензии? Зашто прашувам? Проста математика. Исправете ме ако грешам. Вие зголемувате минимална плата, велите на кај компаниите ќе субвенционирате дел од придонесите се знае каде одат. И сега вие од тие придонеси ќе ја зголемувате пензиите? Не, видите, во суштина имаше некои постапки за стабилизација на нашиот фонд. Не е тајна дека половина од тие средства идат од буџетот на државата. Значи колку што одат за капитални инвестиции, јас така го кажувам, толку ќе одат за пензии. Значи нема дури некојаш и дупло во годините како се движело.
Што се случува сега? Пензионерите се посебна категорија на граѓани, посебно ранливи од посебно аспекти. Добро. Има слична 2014-15 година некаде ја анализирав потрошувачката кошница на пензионерите. Тоа е посебен тип на потрошувачка кошница. Значи тие не трошат за облека до обувки, за ресторани, хотели, значи кога ги видите, сакав да пресметам колку е товарот моментален на пензионерите од сегашниот притисок на цените. Затоа што тие имаат генерално слични потреби, пензионерите, и имаат удар од потрошувачката кошница, некаде ми излезе 7,8 во некој од 7 до 9% е нивната инфлација на пензионерите. Значи на нивната потрошувачка кошница. Што ви реков, тие за домување трошат, за транспорт трошат, ама не трошат за компјутери, не трошат за... Тогаш имаше една анализа кои производи најмногу ги трошат пензионерите и сега направив некоја проста математика да видам кои цени се покачени во однос на нив. И? Значи ударот, ви реков, е поголем. Ако просечната е 6,7, за 3% ни поени е повисока инфлацијата што ги удира пензионерите на нивните цени. Они тоа што тие го трошат. Се разбира, на нив треба да им се помогне. Имаше едно зголемување. Сега, дилемата е, тоа е веќе политичка економија. Дали требаше се зголеми линеарно, дали требаше на помалите пензии повеќе да им се зголеми, гледате дека револтот порасна затоа што најниските пензии се најголема маса од пензионери. А ударот од цените и од шоковите од кризата е исти на сите пензионери. Дали требаше? Сега се најавува ново зголемување. Новото зголемување, гледате, ќе се зголеми и така натаму. Сепак јас реков, мора и тоа зголемување да биде одменено. Преку нова методологија, рекоа. Добро Така ќе е. разговара. Наиздржано е. Сега ВМРО да не остане покуса, ти рекол Веднаш веднаш. ќе зголемиме се одма, покачи. веднаш два. Тука беше мора да се дискутира и да се види која е одржливоста, пошто еднаш дадено право нема враќање назад. Ако сега покажеме 20%, наредните години ќе даваме дополнително. Веќе се имаше определено зголемување, меѓутоа на најранливите. Видите, ви реков исти потреби, распонот меѓу пензиите може да се намали. Значи една од мерките, предлог, ви реков ова веќе политичка економија, е да се оди со нека обратна прогресија, на пониските пензии повеќе, на повисоките помалку, затоа што имаат, ви реков, слични потреби. Јако рековме се праведно еден уплаќал повеќе, помалку, економијата е друга. Ова го реков со цел да се обезбеди заштита на оние што се на најдолните слоеви. Пензионери добивате некое унапредување и го заштитувате нивниот стандард. Ке имате задоволни, ке расте потрошувачката на дел од тие пензионери, има позитивни ефекти на економијата. Значи треба и пензионерите да го добијат. Меѓутоа пак доаѓаме од одржливост. Мора да оди рака под рака ваквите со од каде, од што се откажуваме за да зголемиме пензии. Од што се откажуваме, професор? Ке мораме да се откажеме. Од што? Ке мораме или ке откажеме од капитални инвестиции. Ви реков, има две опции. Имаме ни извори, тие се викаат резервари. Едното е неформалната економија, корупцијата, ефикасноста. Значи имаме ефикасноста, драстично може да се зголеми во нашата Од економија. корупцијата тешко да се откажат. Видете, ставивме бројчаници. Каде? Дел вртеа. Па нели, ставивме бројчаници кои треба да вртат колку пари ќе вратиме. Еве сега гледате, Тетово има бројчаници. Идејата е дека тоа го објаснува сега, се сеќавам и опозицијата. Од каде ќе најдете средства? Не се секирајте, ние ќе намалиме ова, тоа не оди така. Тоа со години покажува дека не оди лесно. Затоа требаат години реформа на јавната администрација, години реформа на трошењето. Јас имав една емпириска анализа која покажав дека секој денар зголемени јавни приходи ги зголемува јавните расходи. Никогаш ние не сме оделе обратно, да зголемиме приходи а да намалуваме расходи. Освен ако не сме биле приморани. Значи тоа е тенденција на нашиот буџет. Ние сакаме да потрошиме повеќе. Виж, така да во таа ситуација. Добро, како беше таа отмена, живим отмена, пропадна. И сега еве граѓаните го разбираат, имате го разберете го, имате фамилија, огромна фамилија. Домашна, еве ако ние сме фамилија дома од 5, фамилијата на државата е пример од 2 милиони. Сега имате различни луѓе. Од каде приходи? Вие што размислувате? А са апараците джепарац. Сите сакаат да им зголемите приходи. Сега имате некои порасипнички, министерствата се децата различни. Едните поефикасни, другите сакаат да ескивираат, не се овојуваат работата и така натаму. Имате разни интересни групи, пензионери, земјоделци, сите бараат мишко, а ние мора да размислиме како ќе обезбедите да ги нахраните сите тоа на одржливо без да пошто ќе дојде ред така и ќе ви порасни задолжувањето, ќе порасни цената на И задолжувањето. од каде ќе најдеме пари? Сега прашањето е. Рековме, тие се Значи или ќе ги зголемуваме даноците и еврообразницата која ќе се поизвестна и задолжување на домашни кај домашни банки. Или ефикасноста, неформалната економија, наплатата на она што не е до сега наплатено. Претпоставам најлесно им да се откажат од тој и така веќе не го работат автопатот кај кон Охрид. Тој и така е пролонгиран како капитална инвестиција, сега за видам да видам циничен. Но од корупција веројатно некако многу слабо се откажува. Таму има голем резервар и неформалната економија е голем резервар. Проценките се дека има неколку стотици, 200, 300, па и некои се проценките дека може да се соберат повеќе ако се оди. Тоа е процес долготраен. Тоа не оди веднаш и она што рековте ќе се откажат од капиталните. Тука е прилично едноставно.
Јас сега ми е интересно оваа тезата, може ка отвориме за енергијата, пошто спомнавте за општините. Општините викаат не можеме ние вика веќе да плаќаме, вика не можеме да плаќаме вика за тоа што ќе треба да се откажеме од капиталните проекти. А државата ако не надомести, ако ги надомести државата и таа треба да се откаже од капиталните проекти. Значи некој мора да го плати цекот. Ве разбирам, да. И јас ќе сакам да отворам и фискална децентрализација, ама немам време сега. Тоа е една поширока тема за која што ќе треба да ја повикам повторно за да зговориме. Не сакам да кажам за енергијата, ова е многу интересно, имам дискусијата во однос како ова се енергијата. Општините пошто цело време, вчера имав изјава од ЗЕЛС во контекст на тоа дека треба да се помогне и така. Систематски ако се пристапи ќе има решение и нова. Мишко, ако се пристапеше кон програма организирана со пресметки на мерки на штедење и рационализирање од страна на општините, имаат договорни услуги, значи ако ги видите буџетите на општините, дел од општините може да го направат. Не сите, да се разбереме, 1/3 најверојатно нема да може да се снајдат со оваа ситуација. Меѓутоа, ако се постапеше, ако постапеа по тие мерки, план, рамка на останатите што ќе го исполнеа тоа, не успеа, државата може да се вклучи со поддршка. Мисли, тука има решение, меѓутоа мора да се преземе нешто. Ние цело време сме на дебатата, бараме, даваме, не даваме, а не преземаме чекори. Тоа со општините е интересно, бидејќи постојано бараат и сега знаете кога доаѓате на функција, веројатно треба да бидете свесен што сте очекувале, како сте очекувале. Така. Бидејќи сега некако испадна дека сите бараме од државата, сега и јас барам од државата. Така. Некако да го сведиме. Затоа ви реков, излезот кога ga нуди, јас ја советувам владата и го давам овој предлог, кога нудите што даваме, мора да кажеме од каде, значи некаде мора да намалиме. Видите сега што ќе се случи, ќе дадеме пензии, плати, субвенции. За некое време ќе дојде ред кога ќе мора оправдано данокот на богатство, ќе се воведат нови даноци, ќе се прошири даночната база. Реакцијата ќе биде обратна тогаш. Еве сега се зголемуваат. Дали ме разбирате? Затоа обично се оди со план. Го давате целосната рамка како вие ќе обезбедите и кој ќе добие од колачот, како ќе се зголеми ефикасноста. Затоа апелирам да се направи еден план кога се изложува цело тоа. Пошто сега тргна дискусијата за зголемување на различни доместоци, што сепак реков стандардот го бара тоа, оправдани се, меѓутоа на среден рок мора да се плати цекот и ние мораме уште сега да размислуваме за тоа што ќе дојде. Тоа треба да размислувате и што доаѓаат. Ја не верувам дека има некој искрен политичар кој што ќе каже: "Луѓе, видите, во овој момент не можеме да качиме плата, имаме криза ваква, имаме криза таква." Јас ви ветувам дека за тоа за толку време, кога ќе се создадат тие услови, кога ќе обезбедиме намален јавен долг, не знам, карикирам сега се, тогаш ќе ги изголемиме и пензиите и се. Меѓутоа ние сега одиме. Можеби па имаат некаква супер анализа која што еве ние не ја гледаме. И видите, во ред звучи ова зголемување на минимална плата, еве зголемување на плата на професори на јавен сектор. Све е тоа во ред, но чуди сепак дека е 18, 20, 22.000 треба да е. Замислете сега притисокот, скалестото го зборуваме на 18, замислете го на 20. Зборуваме во следните години, така беше најава. Да објасниме скалесто, што подразбира, тоа е со коефициенти поврзано на. Видите, во суштина ова е вака. Имате вработени во една компанија, секој има свое работно место, секој има своја, како да кажем, не капацитети, има свој образовен профил, има свое знаење. Тежина на работата, што го дава коефициентот. Тоа е систематизацијата. Секој имате помошник администратор, раководител и така натаму. Значи ти имаат определена позиција. Кога вие го зголемувате на нискиот, тоја бутка. Тоа беше идејата, ако се сеќавате на нашиот претходен министер, кој беше мојот колега Тевдовски. Тој викаше тоа ќе предизвика спирала нагоре. Јас уште тогаш реков, мене ми е страф од спиралата, пошто трошокот пред се во јавниот сектор. Јас пак зборувам пошто јавниот сектор го плаќаме сите ние. Приватниот сектор вие викаме компаниите, меѓутоа јавниот сектор го плаќаат покрај го плаќаат сите. Го плаќаат и граѓаните, пензионерот или оној со минимална плата. Ако добие зголемена плата или пензија, ако треба од друга страна да се зголеми некоја давачка да му се земе тоа, ефектот е повторно нула. Че ние треба да видиме како да му зголемиме одржливо, а сепак да реалниот ефект да го почувствува во животот. Така да се ова ќе влие или се ова на стандардот на граѓаните на во една смисла улеснително? Се разбира, Мишко, овие 18.000 денари се големо поместување за оние. Бидејќи кога ќе влезете во продавница, веќе се чувствува и тоа на сметка, не говорам за оние. Мојата фамилија имаме и со минимална плата, имаме и со минимална пензија. Се разбира дека ефектот од ова ќе биде на стандардот, на личната потрошувачка, пак има и економски ефекти мултипликативни на економската активност. Значи тоа е неспорно. Дека ваквото покачување. Јас сега дискутираме од другата страна можноста, пошто сте во ситуација кога мора да дадете, а кога приходите се
ограничени. Зборувам се јас од јавните финансии, зборував за одржливоста. Инаку ефектот на зголемување на минималната плата на платите во економијата, пошто и природно се движи сега Мишко. Сега природно притисокот ќе почне следните години да расте на платите. И без тоа ќе почне да се зголемуваат. Со исклучок на кожарството и некои сектори, текстилниот сектор кои се исклучително ранливи и тука државата треба да помогне. Се разбира, треба поддршката, контролите да се зголемат. Тоа е дефинитивно потребно. Меѓутоа, внимателно, стандардот на граѓаните ќе се зголеми. Значи ова е дефинитивно, ако имате цени кои се растат, имате поголема плата пред цена на најсиромашни, тоа е огромно поместување. Видете, за неколку години ние имаме огромно поместување на минималната плата. Да, од 9 на 18 сега. Видете го. Сакале ние да признаеме или не, сега, навистина. ако се придружи со други мерки, со контрола и така натаму, вие ќе дојдете до ситуација кога и реално ќе се зголеми на делови, пошто сега се зборува неформалната економија ќе се зголеми и така натаму. Ако се стави тоа се во пакет, одржливо, можеби и ќе може да се одржи, ќе има позитивен ефект. Меѓутоа мора да се реши етапно, пополека, ситуацијата со другите сега, она што го рековте вие скаресто. Каде се тие нагоре? Значи тој секој сака да го вреднува својот труд. Имате ситуации во водостопанство, шумарство и некои други кај што веќе се изедначува средно со високо образование позициите. Вие во таа ситуација добивате влијание на мотивацијата и така натаму. Значи мора да се води сметка за тоа. Етапно, по сектори, меѓутоа државата не може наеднаш, Мишко. Видете ги изјавите на позицијата. Тие се свесни исклучително за оваа пресметка. Значи затоа внимателно ги даваат изјавите. Не викаат сега веднаш ќе зголеми. Опозицијата е покомотна пошто ја гледа приказната од страна. Така да внимателно. Добро, иако не може да најде замерка нова, но не може да најде замерка. Ако дојде ќе биде во иста ситуација опозицијата, било кој да дојде. Но не може ни да се фати на приказната и да рече со нас ќе би беше 20.000 минималната плата. Јас ќе бев плата. најсреќен ако беше ова. Бевме во економскиот совет. Позиција, опозиција сите да подадеа рака, Мишко. Еве сега работиме на една национална стратегија за таа основа, да подадеа рака меѓу себе и да сакаа барем за определени прашања, лесно можевме да се договориме, пошто се на иста бранова должина. Фискален совет, контрол на јавните финансии, погледнете ги политиките, здравство, образование, тие се со слични насоки на политичките партии. Нема тука многу разлика. Значи можеше да, она што рековте, барем на тие полиња, еве да рече, дури опозицијата ќе добиеше најверојатно повеќе да подадеше рака и да речеше во ред зголемувањето, можеме значи да биде конструктивна. Меѓутоа, видите, политичкиот пазар е друг. Тука е компетенција за управување со ресурсите. Мишко, јас не се мешам во политичката анализа, кои се причините, може имаат дополнителни анализи и така натаму. А добро, и за пензиите од каде ќе се најдат пари за зголемување? Бидејќи ќе се утврдува нова методологија, веќе е најавена, видов дека е најавена. Ќе имаат следната недела. Мојата идеја во контекст на она кој го дискутирав, Мишко, беше во контекст на тоа имаме определена сума на средства за зголемување кој веќе планира да го направи владата. Работа е како ќе ги прераспредели меѓу групите пензионери внатре. Тоа можеше и претходно да се прави. Се сеќавате дека во минатото имавме линеарно зголемување. И тоа некако ги намалуваше, ги нивелираше пензиите и ги намалуваше притисоците. Значи добива исто и тој што е најниска пензија, пошто и тој е поголем од цените, и тој што има највисок. Имаше некој линеарно. Сега, а средствата се исти. Вие распоредувате иста сума на средства, што сте планирале согласно методологија или сега може и нешто дополнително да се распредели. Така да иста е тенденцијата, дефиницијата исто како за платите. Добро, ќе биде интересно тоа да се гледа. Трговскиот дефицит мене ме загрижува. Го начнавте во еден дел. Трговскиот дефицит е исклучително голем, мораме да кажеме, не знам сега. Не можам точно да се сетам 2,78 милиарди. Историски најголем трговски дефицит имаме. Голем дел од тоа придонесува во Треба да бидеме загрижени? На енергија. Не треба да бидеме загрижени, генерално имаме странските директни инвестиции имаме доста привидно решение, еве сега обезбедување на девизни средства, дознаките од странство, иако имавме намалување во периодот, знаете дека најголем дел од тој дефицит се финансира со доznaки од нашите вработени во странство. Имаме силни доznaки, тие се опоравуваат. Значи и со ова странските компании ние сме на една, како да кажеме, добра патека да не загрижува оваа форма. Сега ова тука веќе доаѓаме, пошто вие рековте трговскиот дефицит, тоа е поврзан со одржливоста на околината. Целата, ние имаме економија, Мишко, еве сега генерално да не дискутираме многу сложено, меѓутоа моделот на раст. Ние имаме човечки капитал, имаме акумулација на капитал, имаме технологија. Сите тие три треба да направат да расте една економија. Ние од тие три немаме технологија, солидно, треба да имаме предприемништво, образование и така натаму. Она што рековме другото, акумулација на капитал, еве се задолжуваме, единствено човечкиот капитал ни е кај што треба да вложуваме, Мишко. Затоа образованието, јас затоа реков платите, образованието е, Мишко, клучната алка во која може да се поддржи. Ако имате силно образование, имате помали социјални трошоци, помалку криминал, помалку деликвенција, имате помалку здравствени проблеми, имате поедуцирани, по-креативна класа, имате добра работна сила, имате поголема економска активност. Значи образованието е решението и тука треба да се покрај платите, охрабрувам посилни реформи во таа насока. Да не биде многу строг време за фискален совет или?
Фискален совет е веќе предвиден во новиот закон за Пошто јас буџети. сакав да отидам многу погоре и со борт, ама викам ај да не Со борт, видите, не тоа е веќе претерам, во да не претерам, тоа е Видите, пред фискалниот совет е банкротирање. веќе предвиден во новиот закон за буџети, тоа е во собраниска процедура, ако се донесе, имаше консензус, ако се сеќавате позиција опозиција, едните предлагаа уставни ограничувања на долгот, другите предлагаат да има фискален совет. Чи тие двете не се различни. Јас сум за фискален совет кој мора штити определени правила, Мишко. Што значи, ако се зголеми јавниот долг на 60% се ограничуваат, има такви во некои земји, се замрзнуваат надоместоците на пратениците. Ако се зголеми ова се случува ова, ако дојде на определено ниво се замрзнуваат расходната страна. Значи да има силни, на пример, ако тоа е 70%. Сега фискалниот совет мораме да кажеме е исклучително зависен од репутацијата која има и интегритетот на луѓето внатре. Добро. Најголем дел од државите што го изгубија интегритетот во луѓето внатре, фискалниот совет исто како да го нема. Професоре, Да. ќе морам повторно да ве повикам Русија, Украина, сакав за странски директни инвестиции, меѓутоа толку е времето, она што беше битно стандард на граѓаните, минимална плата, скалесто зголемување, инфлација, маржи, офативме Сакам се. само да спомнам за она, кратко ви спомнав, во процес е прва, вака инклузивна изработка на национална развојна стратегија за следните 20 години. Ќе бидат вклучени граѓаните информирани преку повеќе И стратегија алатки. се прави во Видите, Македонија. ова ќе биде во повеќе области, се надеваме дека тука ќе најдеме консензус меѓу политичките чинители, меѓу граѓаните, она што ни е најпотребно. Па претпоставам кога се прави стратегија, треба сите да ја правиме. Да бидат Тоа е за вклучени 20 да години. чувствуваме дека се движиме во иста насока. И ме радува тоа, бидејќи до сега не сум слушнал дека да прави стратегија за 20 години. Но како и да е, благодарам што бевте гостин во студио 10. Ви благодарам и на вас. Борче Триновски, универзитетски професор, гостин во студио 10.